Трендот на намален број запишани превачења продолжува да го тресе образованието, особено од аспект на диспропорцијата помеѓу бројот на ученици и паралелки и ненаставен кадар. Во услови кога државата води политика на задржување на бројот на вработени во образовните институции, кратењата се во бројот на ученици по паралелки, кои од година во година ја синуваат долната граница. Ако некогаш едно оделение броеше и до 25 ученици, сега паралелките се сочинуваат помеѓу 15 и 20 ученици. Трендот на намалување на бројот на запишани превачења е карактеристичен за сите општини во источниот регион од државата, што значи дека не е последица на некаква погрешна локална политика, туку на миграцијски процеси кои го тресат целиот Балкан. Опаѓањето на бројот на новозапишани превачења од 15 и 20% годишно опасно се заканува да промени одредени суштински процеси во образованието, особено затоа што нема анализи и проценки до каде ќе оди. При тоа најкритични се помалите општини, каде процентот по правило е повисок од просечниот. Дури стотина ученици помалку се запишани во 2017 година во однос на 2015 година, што е сериозна опомена која треба и мора да ги загрижи надлежните во државата. Имено ако во преводеленските клупи пред 2 години седнале околу 370 деца, од 1 септември првото училишно звонче ќе построи одвај околу 270 превачења. Во текот на годините се нарушува и традицијата на многудетни семејства во руралните средини, па драстично намалување на новозапишани ученици е регистрирано во подрачните или основните училишта во селските населби. Таков е примерот во основното училиште во Ризари, како и во неколку други училишта во општините Кочани, Виница, Зрновци и Чешина во Облешева. Ако е за утеха од аспект на наталитетот на македонските граѓани во диаспората, состојбите не се негативни, бидејќи според неофицијални податоци, во земјите каде живеат најмногу македонци, перманентно расте бројот на новозапишани ученици и паралелки.